Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва бомбата на Зоран Заев или што било и што ќе биде на тој план на македонската политичка сцена. Во емисијата поканивме две личности, Ким Мехмети, кој условно речено би требало да ја брани страната на опозицијата, и господинот Златко Кецковски, кој беше десна рака на Борис Трајковски и беше непосредно до Борис Трајковски кој експлодира таа прва афера со прислушувањето, големото уво, некаде 2000-2001 година. Гледате филми со Хју Грант? Јас некој можда. Овие не новите ги имате видено? Не сум ги гледал. Што да не се шпивски тамо, не знам, криминални и така. Не сум ги гледал. Или чиста романтика. Не сум ги гледал, не можам да ти одговорам. Како збори Мендух Тачи српски, па где си, па шта радиш, новија снимки што ги објави Заев. Значи феноменално, ко чумадија да е. Знаете што, ние одамна сме знаеле дека тие и на нив и на албански кога им зборуваш, тие во себе си сето тоа го прежвакуваат или на српски или на македонски, оти така им е поуверливо тоа што го слушаат. Да не се лажеме, почитани гледачи, станува збор за огромен криминал, едно масовно газење на демократските принципи во рамки на Република Македонија, ако се докаже дека навистина власта во Република Македонија прислушкувала околу 20.000 жители на Република Македонија. Навистина е незапамтен преседан на демократската сцена, можеби пред 15 години и Бранко Церенковски изведе на слична афера, меѓутоа во многу помал обем. Што ќе се случи? Сериозен политички настан, сериозна политичка драма, прислушкувани, 20.000, 25.000, меѓутоа да земе бројката на 20.000, преку 1,5 милион фајлови, што ќе се случи по вас? Мислите околу целиот тек на настанење? Бидејќи знаете, имавме 2001 година една таква ситуација и доста Димовска и Цветков беа аболирани од страна тогашниот председател што бевте, да речеме, десна рака на Борис Трајковски. Значи тогаш веќе им беше јасно на луѓето дека направен криминал и се аболирани. Значи овде станува збор за уште помасовно, како што се каже, прислушкување, што значи дека уште поголем криминал. Затоа ве прашам што мислите ќе се случи. Значи 2001 година, 2000-та беше тој големо уво, имаше документи кај што министерот имаше налог за прислушкување и петтата управа имаше постапил по налогот. Значи налогот беше најден? Да, значи налогот како писмен документ беше најден. И то за лица кои што не биле во попи мерки. Значи во по автоматизам имаше криминал. Сега ние сме во една сосем друга ситуација. Прво треба да дефинираме од кај се снимки. Немаме конкретно од каде се снимки. Дали има налог? Значи сакате тоа да кажете дали има налог на министер или на директор на ДБК да се врши прислушкување? Значи прво видите тогаш немаше потреба од вештачење. Имаше налог кој што беше признат, односно беше оригинален дека налог за прислушкување на X лица кои што беа прислушкување неовластено. Налогот не беше подкрепен со барање на истражен судија и по автоматизам имате кривично дело. Господине Кецковски, да резимираме. Борис Трајковски покојни ја аболира доста Димовска покојна, да. И господинот Цветков, бидејќи има налог писмен дека они дале да бидат прислушкувани, иако тоа не е пропратено со барање од истражен суд и јавен обвинител така. Значи спротивно на законот. Значи фатини 3-0. Да. Затоа криминално дело ќе имаше затворска казна од 3-4. Да, има, неовластено. Овде се уште не е појавен, значи се уште не е појавен налогот за да може да има кривично дело врз таа основа, нели? Во ваква ситуација единствено можно решение за треба е од кај потекнуваат снимките. Ние не можеме да. И тоа е вештачењето кое што мора да се направи на исклучително високо ниво, бидејќи и системите можат и да не остават трага. Многу зависи како се. Меѓутоа 20.000 луѓе се прислушкувани. Или од домашни, или од странски служби. Како и да свартеме, 20.000 луѓе се прислушкувани и да се од странски служби, значи не работеле доволно добро нашите домашни служби. Знам дека ќе ми речете дека и Меркел била прислушкувана, а сепак отишла да баци рака сега, не знам, се пазари со Обама, или тоа го правеле домашните служби. Ние 2009 година снимавме едно интервју
околу првиот избор на Ѓорги Иванов и тогаш рековте ќе мора да го решава името, да не мора да ги аболира овие сега што се на власт Ѓорги Иванов и тоа да биде неговата историска улога. Значи, видите, прво вака, ја не би се сложил дека 20.000 се прислушкувани, бидејќи таа е фрапантна бројка. Таа е изјавата на Оспено Заев. Да, ама јас не сум во моментов изјава, ви давам како безбедњак, значи точно знам како се системите, како функционираат, колку е можноста и како може да... Има капацитет за 20.000? За 20.000 нема капацитет. Дури никој во околинава. За 20.000. 20.000 се една огромна бројка. Капацитетот овде може да се движи меѓу 5 и 6.000. Со новата израелска опрема со? Колку сакате, толкава е опремата. Значи, видите вие, 20.000 луѓе треба да се следени во нивната комуникација. Таа комуникација треба да се стави во стенограм, значи треба да има хартија, некој да ги преслушат. Знаете ли колкава треба да е служба? Оспено заявили дека он ги има преслушано. Па и тоа е за дискусија, значи некои работи како безбедњаци кога би ги разгледале, вие се невозможни. 1 милион фајлови вие да треба да ги самите да ги преслушате. Самите замислете колку ќе преслушате денеска, 1000 да преслушате вас денеска. Добро, можеби вас ви треба 10 години, значи тоа е не се малку не кореспондираат со реалноста. Добро, гледате, можеби ги одмарале. Па прислушкувале едни, па прислушкувале после тоа други, па прислушкувале трети, па се доаѓа до некоја бројка од 20.000. Можеби ги одмарале, нели на рати што се вика. Па не знам, ве слушале вас, па викат, не е интересен, не барка жени, не прави политички некој гешефти, нема некои политички амбиции така Да, меѓутоа тие се уништуваат. После се уништуваат. Значи тие во моментот ако кога некој не би бил интересен за службата, то се уништуваат, прекинуваат да се слушаат, се уништуваат фајловите, нема зашо да се чуваат фајловите. Господине, втор пат во некој период од 13-14 години ВМРО се фаќа во масовно прислушкување. И странци да се, ќе покаже истрагата, но има масовно прислушкување во државата и втор пат се случува во мандат на ВМРО ДПМН, прв пат 2001, сега 2014-2015 година. Зошто? Посебно збориме за еден систем кој е формиран, условно речено, од бугарското разузнавање воено пред 110-20 години, посебно за еден систем и за една платформа политичка која почива на една строга контрола на своето членство, строга контрола на политичките процеси, строга контрола на политичките партии, им се случува еден ваков карамбол во тајните служби кој што треба се највнимателни. Знаете зашто? Јас дури мислам дека не е само ВМРО таа што прислушкувало, дека цело време во Македонија се прислушкувало, него тие најнаивно го прават, тоа и најлесно можеш да ги фатиш. И тоа е заради тоа што тука кај нас политиката се води по оној кмерски ум, би рекло, црвено-кмерски ум. А тој значи следното, дека јас кога ги добивам изборите, јас сум собственик на партијата и народот е мој. И према тоа, јас мора се да контролирам. И мене се ми припаѓа, а на другите ништо. Или уште полошо. Важи логиката, што ни се случи и на нас албанците и на македонците, дека има мои албанци, кои што ме гласат, кои што треба да ги штитам од овие другите, кои што не се мои албанци, кои можеш да ги затвориш, можеш да им организираш монстра, ликвидација на Харуна Лију, што се можеш да им сториш на ниво, и тие се против моите албанци. И истото се случува и кај македонците. Имаш македонци на ВМРО и останатите македонци. И сега власта како ја сваќа својата улога. Дека јас сум должен да ги штитам моите македонци од останатите македонци. И останатите македонци можеш и со цели семејства да ги апсиш, можеш да ги избркаш од работа, да им затвориш телевизии. И така да тука немате демократија, за каква демократија? Ние тука може да зборуваме. Сега сака да докаже дека ВМРО своите македонци најмногу ги прислушкува. Па нели вели, освен мене најприслушкуван е Латас. И тоа на некој начин ја менува можеби ова приказна која вие кажувате. Не ја менува воопшто, оти тие на крај. Вие кога поаѓате од ова логика, дека моите треба да ги заштитам од неговите, веќе доаѓа она второто скалило. Кога сакаш твоите да ги држиш под контрола, да не случајно некој премине кај тие другите албанци и ги контролираш.
Бидејќи политичката мок всушност се правеа со збориме нели ВМРО со 500.000 гласови, дури некаде со 150.000 гласови, кога говориме за ВМРО, својата мок ја правеше со тоа што гласачката база ја надополни со членови симпатизери паранишни на СДСМ, на ЛДП, на ЛП, на партијата на Љубе Бошковски така натаму. Не е сигурен до крај кај ќе одат и што ќе прави. Со години тврдам дека ВМРО и ДУИ никој не може во Македонија да ги победи на демократски избори. Знаете зашто? Оти тие направија нешто што е монструозно други. Тие имат свој народ, нема народ од партија. Тие имат своји приврзаници кои што мора да бидат внатре по список. И ти не смееш надвор. И посебно народ кај што во една сиромашна држава, една држава кај што ти го имаш чувство дека си оставен самиот на себе си, дека немаш никоја поддршка, тука имат голем греб и западните институции кои ни дава некоја надеж дека тие помагаат и нешто прават и на крај се испостави дека тие градат тука стабилократија, дека не ги интересира другото, институциите. За ова имаше едноставен доказ. Македонија не изгради институции државни кои што ќе служат на народот, туку изгради државни институции кои што ќе го покријат политичкото подземје на партиите. И од тука ние и се најдовме во рацете на партиските бандити. Мешанина. И тука политичка една олигархија, одредена криминална олигархија и сега гледаме и одредена разузнавачка олигархија. Ке двете доминантни или ке четирите доминантни партии држава која што има такви темели, на крај завршува како Казабланка. Оти тука нормално ви опаѓаат разни интереси, економски, мафијашки, секакви. За мене нема никаква дилема дека во моментот на македонската политичка сцена има еден класичен судир на два политичко-разузнавачки криминални клана. Меѓутоа еве што за разликата помеѓу криминалната и политичката мафија вели експертот за безбедност Дарко Трифуновиќ, кој е еден од најголемите експерти на Балканскиот полуостров 2008 година, беше единствен од овој регион кој беше поканет од страна на владата на Република Кина да ги организира или да учествува во организацијата и безбедноста на Олимписките игри во Кина. Вие пишувате ова книга Политичка мафија на Балканот или како се формира политичката мафија на Балканот. Што е разликата помеѓу политичка и обична мафија? Ви када имате класичну мафiju у смислу италијанске мафije, та мафија корумпира едnog или два политичара, можда министра правде, можда министра полиције, да би или министра привреде или финансија, корумпира едnog или два службеника или еден ланац службеника да би остварила неки свој криминални цилј. И тоа е рецимо дефиниција и корупција и дефиниција ове класичне италијанске мафije. Меѓутим, шта се дешава када ti korumpirani političari, kada oni postanu mafija za sebe, kada onda oni koriste klasičnu mafiju za egzekucije, klasičnu mafiju za svoje ciljeve, a oni postanu sami vođe kriminalnih organizacija. Mi dobijemo tada jedan termin političke mafije i kada imate političku mafiju, ta politička mafija korumpira sve segmente društva, od zdravstva, školstva, industrije, finansija, znači policije, državne bezbednosti i tu onda više nema izlaza. Glavni proizvod, znači, političke mafije je taj što su građani te države zapravo taoci i nemaju načina kako da izađu iz svega toga ukoliko im eventualno recimo Evropska unija ne pomogne na određen način, ukoliko ne izađu na ulicu i obore takav jedan sistem što je krajnje legitimna stvar, ali ovo o čemu ja pričam građani Makedonije, Srbije, Bosne i drugih bivših i Hrvatske, drugih znači jugoslavenskih bivših država prepoznaće tačno one političare koji su preko noći postali bogati, prepoznaće one organizacije, one političke partije, čiji su lideri, čiji su aktivisti shvatili da je politika način kako da postanu bogati, a narod sve siromašniji, da oni i njihova deca imaju, a da građani i njihova deca nemaju. Овде станува веројатно збор за финална пресметка на тие два политичко-разузнавачки криминални кланови во рамки на Република Македонија, дали е можно примирие помеѓу нив. Веројатно е можно со посредство на странци, меѓутоа и тоа, почитувани гледачи, ќе личи на состојбата во Украина. Со посредство на странци ја направа некакво примирие, меѓутоа и тоа примирие ќе биде искористено за прегрупирање на силите, бидејќи финалната пресметка не е избежна, дали ќе биде сега, за една, за две или за 3 години. Второ прашање кој е многу битно.
Она снимка која беше на YouTube објавена, дел од македонски телевизии ја објавија, од разговорот на Груевски и разговорот на господинот Заев. Груевски настапува кој истрениран разузнавач на таа снимка. Значи, точно поставува прашање кај што се одговара да, не и се кажува името да, странски служби. Мислам, прво, конфигурацијата на телото, тоа што велат говорот на телото, нивниот и на другиот кажува одредени работи, и второ, начинот на кој ги поставува прашањата. Значи, Тоа е тренинг. Мислам, јас сум имал прилика да гледам милион такви интервју, ова е истренирано. Мислам дека излезе соопштение, имаше дека во тој период е Заев под ПИМ мерки. Во тој период кога е направена снимката. Кој што ПИМ мерки се дозволени во тој случај, има зашто, ако се пријави насилство или уцена или така натаму допред, сигурно јавниот обвинител ќе одобри ПИМ мерки. И тие се снимени разговори, предпоставам по ПИМ мерки. А ако се по ПИМ мерки, тогаш и се дават насоки, односно да се извлече што повеќе информации од... Значи е трениран, за да може тоа да го постави. Брифиран, трениран, како сакате кажете го, ја не знам. Не. Тогаш или од пред 15 години. Трениран за... Не знам тоа прашање, ќе го прашате на друго место. Што ќе се случи, Сојне Кецковски? Има, значи, две можности. Господин Груевски да заврши го господинот Санадер или господинот Заев да заврши го господинот Љубе Бошковски. Трета варијанта е да се договорат и СДСМ да се врати у парламентот, па тамо да прави одредена бура у чаша вода. Меѓутоа овие двете први ми изгледат најреални, што се вели. Иако не се преку 50% на веродостојност и на веројатност дека тоа ќе случи, меѓутоа се најреални. Или едниот ќе заврши, не знам, Косанар, или другиот ќе заврши Љубе Бошковски, нема трето. Мислам дека во моментов е меѓупартиски судир, со тоа што Заев има документи, односно вакви снимки со кои што, не знам, за да може да оценувате, валда има некакви компрометирачки материјали. Меѓутоа, од друга страна имаме компрометирачки дели за него, а тоа е самојата изјава дека се работувал со странска разузнавачка служба. Сега видите, ние мојме тука да го... Кецковски, ние не знаеме, немаме телефонски снимки од 1 јануари 2013 до 31 март 2013, ако се рушеше отпорот, ко се правеше ова, ко се правеше она. Че не знаеме што све па и ВМРО има ко компрометирачки материјали за... Значи судир имаме на една такви, ајде условно да речеме некои два јарци кои што во моментов се... Малце се плашам покрупна структура. Политичко, криминална, разузнавачка, на една и на друга страна. Точно тоа сакам да ви кажам. Зоран Заев на она седница на Централниот одбор на СДСМ некаде пред 2 недели, после тоа нели почна да ги објавува бомбите, 3 варијанти кажа. Едната варијанта, ние ќе пукнеме бомбата, Груевски ќе се повлечи. Че ќе има благо ретерирање, односно тоа дека за 3 дена ќе поднесе оставка. Втората варијанта, ние ќе пукнеме бомбата, Груевски нема да се повлечи. Третата варијанта, ако нема силна медиумска поддршка, ние ќе му бараме гласање на недоверба на владата, тоа значи враќање во парламентот. 1-2 дена после тоа излезе Ѓорги Спасов со интервју на ТВ Нова, кај што кажа јас предлагам Зоран Заев целиот тој процес со бомби да го направи да го каже во парламентот, тоа значи враќање на СДСМ во парламентот. Значи тоа се 3. Има сега варијанти на една, на друга страна и така натаму, но трите доминантни се тоа. Или Груевски паѓа, или Заев паѓа, или се договарат односно со... Знаете што, на Македонија како први не се случува ништо што не можеше да се предвиди. Ние во Македонија докажавме дека Македонија има пучанство, но не и граѓанство. Зашто? За не ми треба на Македонија дополнителни бомби за да свати во чии раце кога ви се случи Ајден, ви се случи Монструм, ви се случи Скопје 2014 и што уште не се случи. И нема за да вие реакција. и ние не реагираме. Дури напротив, имате ситуација кај што зајакнува таа страна, би рекол. Зошто? Отид Македонија гради вистина врз основа на Павловичева маст новинарство, врз основа на јадење бурек. И вие, ако институционално, ако гледате дека државата се гради врз бурекджилници, кај што сите се замастени, сите пена им излегува од уста, за тоа значи само нешто, дека тука никој не се плаши на народот.
на тој што се вика суверенот Значи, на нема државата. да се случи народ. Значи, тие знаат дека нема да се случи народ. Бе, затвори ти цело семејство на Велија Рамковски и ништо. Затвори ти го, земи Ким утре, затвори го, албанците ќе излезат 2-3 дена, може да и ќе протестират едно 10 души, но после тоа ќе заборават, може ти и ќе не. ги а може да и Може и најверојатно не. Да. Што е најтрагично, најверојатно не. Јас имам и лично искуство со ваквите работи. Јас кога излегував на протестите по повод Монструм, мене, знаете што, има по 100 телефонски јавувања дневно, кај што ми велеа внимавај од овие од ДУИ. Оти ќе ти наместат нешто за да одиш во затвор. Јас не внимавав не заради тоа што сум јунак, туку заради тоа што сум сватил дека во ова држава ако одлучат, ако донесат одлука да те апсат, ти нема спас. Тука правиме прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме со втори дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва, бомбата на Зоран Заев или што било и што ќе биде на тој план на македонската политичка сцена. Во емисијата поканивме две личности, Ким Мехмети, кој условно речено би требало да ја брани страната на опозицијата, и господинот Златко Кецковски, кој беше десна рака на Борис Трајковски и беше непосредно до Борис Трајковски кој експлодира таа прва афера со прислушувањето големото уво некаде 2000-2001 година. Гледате филми со Хју Грант? Јас некој можда. Овие не новите ги имате видено? Не сум ги гледал. Што да не се шпивоски тамо, не знам, криминал.
добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва, бомбата на Зоран Заев или што било и што ќе биде на тој план на македонската политичка сцена. Тој што таму негде чува овци на Шар планина. Знаете што е народ? Личната карта на народот се елитите што ги има тој народ. Културни, научни, политички. Тоа. А слика на таа лична карта, фотографија е студентската младина. Јас кога велам дека овој ние, сите во Македонија, имаме пучанство, но не и граѓанство, го мислам ова. Кај се тие елити да реагират? Па знаете што? Македонија да имаше толку новинари, колку што ги има регистрирано, ќе беа доволни тие да го заштитат ТВА1. Неколку пати Ајден го спомнувате и Велија Рамковски. Да. Ви пречили кога пуштат од кај Груевски оној спин дека Заев всушност преговарал за ослободување на газдата Роби Телекабел на 24 вести и за некој тамо поранешен председател на Унија на млади сили на ВМРО Струмица, кој бил уапсен како шеф на царински или граничен премин во Ново село. А не бара ослободување на Кежаровски или бара ослободување на Велија Рамковски. Гледате, мислам дека овде политичката конјунктура мора, значи нас не е неопходен очигледно еден процес на една тотална лустрација на све што е сега на политичката сцена. Македонија, ако некој има проблем да свати кога Македонија ќе го обзнани тој свој знак дека станала држава, јас ќе ви го кажам моето мислење. Оној ден кога ние ќе се охрабриме да се соочиме со вистинскиот наш лик, политички, државен и институционален лик, кога тоа ќе се случи? Ќе се случи кога ќе се отворат сите вистини околу Монструм, околу ликвидацијата на Харун Алиу, затварањето на Велија Рамковски, затварањето на сите и на Љубе Бошковски, кога ќе се отворат тие, се додека тоа не се случи, вие ќе имате ова Македонија, без разлика дали утре ќе ви дојде Заев или Ким Мехмети. Знаете зашто? Вие прашавте на почетокот зашто ова се случи по втор пат. Па затоа што првиот пат тоа помина онака. Ја аболира доста. Ја аболира и ништо. Испадна дека да прислушкуваш, не паѓа власт. Сега имате исти политички фикус, извинувам изразот, кој повторно може затоа мене деновиве ме напаѓаат зашто тврдам, бар за албанскиот дел, тврдам дека ништо нема да се смени. Дека председателот на ДУИ ќе излезе, ќе не раскажува како каква ќе биде Македонија во НАТО и во Европска Унија и ние ќе го слушаме, ќе повика меѓународен суд, а ние ќе заборавиме да му поставиме клучното прашање. Па господине, ти си во таа власт. Како можело да не прислушкувате, а вие да не знаете? Тогаш вие сте таму само обични наблюдувачи. А што ќе не ми се потребни мене наблюдувачи во власта? Воајери. И уште полошо, помагачи во тоа, но што и не го добиват можда нивниот дел. Од еве ги прислушкувале и нив. Значи ни не знаат. Дури има информации дека појма немале дека се прислушкувани. Во што ја верувам, тие не се во таа власт за да владеат, туку се тие за да покријат. Да го покријат ова, да има легитимитет ова што го прави. Ако видите дека нашата служба и со таа израелска опрема има, не може да прислушкува повеќе од 5 до 6 илјади луѓе. И 5 до 6 илјади луѓе за мене е многу, сега да бидам искрен, бидејќи за да слушате 5 до 6 илјади луѓе, преви 2000 луѓе да ги слушате во еден временски период, вие треба да имате барем 2000 луѓе, не мора да се 2000, нека 1000 луѓе кои ќе треба тоа на стенограми да го снимат. Значи вие треба да имате максимална доверба во 1000 луѓе. Никој од нас нема максимална доверба повеќе од 10-15 луѓе во својот живот. Новите системи не се онака како што се представени во филмовите со слушалици на глава и така натаму. Тие се хипермодерни IT технологии. Како функционираат? Значи, на карактеристични зборови или целовреме? И карактеристични зборови, и диалект, и на сите можни варијанти може да ги подесите вие. Ние имаме 3 мобилни мрежи и 3 се во странска сопственост. Сега се 2 нели се спојен, 3 се во странска сопственост.
Меркел ја престушкува, Да. значи можно е странски служби тоа да го прават Како тука, бидејќи може да го прават од едно и друго. Значи вака и можноста за да Но јас- странската служба прислушкува е огромна, без проблем може да прислушкува без никаков проблем. Добро, американците веројатно си имат свои линии од нашите телекомуникации без проблем. Да, меѓутоа америчката служба, енглеската служба, германската служба, израелската служба се огромни. И тие не се впуштаат во вакви ситни, ова се за нив ситни игри. дискриминирачки моменти, бидејќи замислите да се открие дека ова е од не знам, од некоја од поголемите. Тоа е понижувачки. Нема теоретска шанса. Господин. Не споделуваат, значи воопшто. Има три, се извинувам, Споделуваат официјално, али официјално во размена на информации. Меѓутоа дека тие ќе се упуштат на заев да му дадат снимки, то мислам приказна за мали деца. Извини. Меѓутоа дека некоја од околина која што интересна за дестабилизација, зашто од Америка би ја дестабилизирала Македонија, па сега ќе дај снимки на заев, да се нема ќе му дадат снимките на ситна работа. Тие ќе му ги дадат на Груевски. Ќе го Затоа викнат викам, од Капана или не да, знам. и на Ќе го- власт имат апсолутна власт, имат можности да помагаат и така натаму. Тука сме те фатиле, ќе си поднесиш оставка ако сакаш да го. Али другиве служби нормално дека имат интереси. И сите би имали интереси. Јас ова по неколку пати го Се повторувам. обидам технологијата. Гледа, Да. Санадер, например, се бутка преку Домагил Маргетич. Значи, Домагил Маргетич уште на времето прави една форма на портал, нецензурирано, и добива информациите за Хипе, Алпе, Адрија банката и други некои криминали што се прават. Подравка, така. Тоа го отвара, го пушта и на крај доаѓа до одредена смена на Санадер. Да. Во Бугарија, значи во Бугарија моделот е друг, поранешниот шеф на ДАНС и близок бизнис партнер на Бојко Борисов, кој Бојко го обвинува дека е шеф на бугарската мафија, почнува да вади документи, малку за Бојко, многу повеќе за министерот за внатрешни работи и доаѓа до крах во самата една структура. Значи, но пак не иде преку лидер на опозиција. Во Турција Ердоган му ги пуштат преку YouTube, Да. а тој обвинува некој свештеник кој му е голем противник и конкурент кој се наоѓа во Америка и дека тој ја користи својата мрежа тоа да му го прави. Да. Прв пат премиер се јавува во функција на тој што ги објавува тие информации во јавност. Уште пострашно. Односно лидер на опозицијата се значи. Прв пат се јавува во таква функција. Значи видите, едно е портал да ги ваѓат документите. И тоа е дозволено и нормално новинарски и така натаму. Потешко е да го браните тоа. Да, меѓутоа, ако зошто политичариве не би се упуштили, бидејќи после се поставува прашање колку би му верувале вие на тој политичар. Ако некој политичар, лидер на партија, дошол во ситуација да сака тој да учествува во вакви игри кои што се недостојни за лидери на партија. Видите самиот чин. Видете технологијата Самиот чин на сним. не, видете технологијата на Бранко Црвенковски 2001 година. Бранко Црвенковски воопшто немаше парада ваква. Бранко Црвенковски се излезе на парламент и депонира документите, еве ви налог за прислушкување, од тука почна све да се движи. Меѓутоа, секако не со јас имам документи, јас сега ќе видите што ќе направам, јас ќе видите како ќе направам, јас видите што ќе направам, значи малку сопствената важност, вредност, его и така натаму да го да го ваѓате на површина со нешто кое што е инкриминирачко, значи самото чување на материјалите е криминал. Тука, почитувани гледачи, ме судир на две приказни. Приказната на Заев за бомбата и приказната на Никола Груевски за државен удар и за обид за пуч во рамки на Република Македонија. Зоран Заев вели дека прв пат бомбата е спомнал пред 6 месеци, меѓутоа, ако човек добро ги анализира работите, ќе види дека всушност бомбата е прв пат спомната на 25 март 2014 година во интервјуто на Радмила Шекаринска за ТВ Нова, значи некаде пола година пред Заев воопшто да ја спомни бомбата во своето интервју на 24 часа вести, Радмила Шекаринска во интервјуто за ТВ Нова прв пат ја спомна бомбата. Меѓутоа да ја слушнеме Шекаринска, што тогаш говореше за бомбата. Имате ли бомба? Постојат информации во јавноста дека имате бомба од типот на Санадер во Хрватска. Имате ли бомба за крајот на кампањата да и покажете на македонската јавност некои нови документи? Знаете како, до нас
во изминатиот период навистина стигна многу документи. Значи во Од почетокот каде? од Велите, различни стигна? адреси. Еден дел од јавноста, јас претпоставувам и луѓе внатре во институциите кои ми е преку глава од тоа што секојдневно го гледаат, видоа дека не калкулираме. И видоа дека не се плашиме и дека за разлика од медиумите кои што се уште под поголем притисок, можеби преку нас може вистината да излезе на виделина. И стига, не можевме сите да ги искористиме, затоа што времето е ограничено, а медиумскиот простор е уште повеќе. А затрупани сте со документи? Сега, да не бидам толку визуелна во кажувањето, има документи. Се прашуваме дали треба уште да вадиме. Од јавноста знаете што вика, дури тие што не гласаат за нас. Па знаеме ние дека власта е корумпирана. Убаво е да видиме документи, убаво е да се увериме во тоа, ама не ни кажавте ништо ново, ти не треба да бидеш не знам како информиран да излезеш на улица, ќе видиш Да, корупција. прашањето е дали имате нешто ново да ја понудите? Има документи, меѓутоа ние во моментов сме сконцентрирани на она што сакаме да им го понудиме на граѓаните. Мислам дека граѓаните чујат доволно и знаат доволно зашто не треба да гласаат за оваа власт. Она што треба ние повеќе да го сработиме и зашто треба да го дадат гласот за една нова програма, за еден навистина нов тим, нова екипа на луѓе и на еден нов пристап кон тоа како да ги решаваме политичките проблеми во Македонија. Со Стево Пендаровски тргнавме. Имате документи за државниот врв? Па сите документи се за државниот врв. Нема, имаше еден период кога пирамидата на власта беше дека тие најгоре зимаат најмногу, ама пуштаат нешто и за овие доле. Сега мислам дека сите пари завршуваат во главата на рибата. Имате ли бомба? Ние имаме. Тука се битни 3 поенти. Како прво, имале бомба. Како второ, процениле дека со црна кампања не може да ги добијат изборите и како трето, процениле дека со Стево Пендаровски може да бидат добиени изборите. После тој катастрофален резултат во првиот круг на претседателските избори, 1 или 2 дена после добивањето на резултатите, Зоран Заев излезе со бомбата или со дел од тој пакет на бомбата, тоа е случајот со Македонска банка. Радмила Шекеринска на 25 март 2014 година вели имаме бомба. Зоран Заев во интервјуто кој минатата недела го дава за 24 вести вели дека бомбата и сите тие податоци околу прислушкувањето ги добил после изборите. На кого треба всушност да веруваме? Зошто некој би ви го дал материјалот после избори? Многу е пологично да сте го добиеле пред избори. Зошто сега? Кога го добивте материјалот? После изборите го добив материјалот, секако. Кога ВМРО ДПМН почнува да ја гради својата стратегија со која треба да ја анулира или да ги анулира ефектите од можната бомба на Зоран Заев на 9 јуни 2014 година со текстот објавен на насловна страна во Дневник дека Зоран Заев, иако има автомобил од 80.000 евра, пеш ја минал македонско-грчката граница. Што тоа значи? Тоа значи, почитувани гледачи, дека всушност можеби тие контакти помеѓу Зоран Заев и Никола Груевски се случиле и пред тоа што кажа Никола Груевски во своето обраќање до јавноста, кога го обвини Зоран Заев за пуч и оби за државен удар. Никола Груевски каже дека имало 4 средби во периодот помеѓу септември и ноември минатата година. Зоран Заев на Централниот одбор, кој пред 3 недели се случи во СДСМ, спомна уште една средба на почетокот на јули. Меѓутоа овде овој текст во Дневник е на 9 јуни. Тоа значи две работи. Или ВМРО ДПМН го прислушкувала Зоран Заев и знаело за бомбата, што значи дека Зоран Заев бил апсолутно индискретен во однос на тоа прашање, или имало средба помеѓу 25 март 2014 година и 9 јуни 2014 година. Што се правило тогаш и дали има пазарено или пазарење помеѓу Никола Груевски и Зоран Заев? Во периодот помеѓу септември и ноември 2014 година остварив 4 средби со господинот Зоран Заев, председател на партијата СДСМ. Првата средба беше инициирана на негово барање, а понатамошните беа поврзани со првата. Веројатно е тоа прашањето на сите прашања. Зошто толку долго се чекаше со бомбата? Зошто им се дозволи на ВМРО ДПМН да направат стратегија со која ќе намалат ефектите од бомбата на Зоран Заев? И зошто, ако имале бомба на 25 март 2014 година, ако ВМРО почна да ја гради својата стратегија на 9 јуни 2014 година, Заев прв пат ја спомнува бомбата, за разлика од Чекаринска некаде почетокот на октомври минатата година, што се чекало во тие 6 месеци да не пукне бомбата и зашто таа бомба не била искористена
пред ланските парламентарни и председателски избори. Дали во тој меѓупростор има пазарење помеѓу Зоран Заев и Никола Груевски и каде пука филмот или каде се крши стомната помеѓу нив двајца или нивните меѓусобни односи и релации? Да не должам многу, почитувани гледачи, да не беа тие успешни студентски протести или тие огромни масовни студентски протести, јас воопшто се сомневам дека Зоран Заев и Радмила Чекаринска ќе ја отворе или ќе ја извадија бомбата на македонската политичка сцена, односно таа бомба ќе ја користе за пазарење со Никола Груевски при евентуална политичка разврска СДСМ да добие одредени барања од тие 5 барања кои беа доставени до Никола Груевски, а за возврат СДСМ да ја врати својата пратеничка група во рамки на македонскиот парламент. Ми се чини дека тие успешни студентски протести ги охрабрија и Чекаринска и Зоран Заев конечно содржината на бомбата да ја презентираат пред македонската јавност. Господин Кисковски, можно ли е на крајот на денот Заев и Груевски да се договорат, да направат одреден пакт? Знаете, бидејќи ајде да го земеме искуството на тие што се пазареле со господинот Груевски, гледате како заврши. Бучковски, на крај Стефчо Јакимовски мораше на сите вестите да чита тамо што му е напишано. Значи, покажа Груевски карактеристики на човек кој може во еден временски период да се издоговори со вас, но тој никош не може да го забори. Од друга страна, Заев, например, кој ги читаме белешките и стенограмите на Wikileaks 2008-2009 година, разговорите со Филип Рикерон, вели да победаме на локалните избори, па нема да му дозволам на Царенковски да се врати. Иако Царенковски полу година претходно го имаше аболирано. Значи, станува збор за два карактери и два ментални склопа кои веројатно тешко еден на друг ќе може да се веруваат, бидејќи се склони на тоа да не ги исполнат ветувањата што се ги даваат едни кон други. Можно ли е пазарење помеѓу нив? Видите, во интерес на држава е да Во интерес на државата не скинат прислушкувани едниот од другиот не скинат објавување мајко му се што интерес на држава е тоа. Интерес на држава да се заврши оваа афера во една културна во еден културен стек. Бидејќи во моментов е не доликуваат на државници, значи не доликуваат овој начинот, не доликуваат на една држава која што треба да се движи кон. Мора да имате комуникации, мора да и среда работите. Има комуникација, гледавме на телевизија дека имале комуникации. Мора да и среда да работите меѓу себе, бидејќи не лош впечаток за надвор, лоша атмосфера внатре. Што може да се случи? Дали ќе заврши Груевски како Санадер или ќе заврши Заев како Љубе Бошковски? Што е вашата проценка? Знаете што, мојата проценка е следна, дека ќе има затварања, но на некои поситни риби. Дека ќе има и дури некои оставки, но повторно граѓаните на Македонија нема да ја дознаат вистината. И што ќе се случи? Два примери, три примери можеме да имаме. Бугарија, Бојко Борисов паѓа, после серија на протести некаде пред 2 години против неговата влада, има демонстрации на софијските улици, тој се повлекува, една година е во опозиција, меѓутоа после тоа убедливо победува на изборите, има крах на партијата БСП и социјалистите. Вториот пример е Ердоган, кој издржува на тие протести, прави избори, убедливо победува на тие избори, сега председател на Турција. Што ќе се случи овде, бидејќи финалето овде може да биде во три правци. Првиот правец Заев апсен, вториот правец Груевски не е премиер, третиот правец можеби ќе се договорат, но што и да се направи, ќе има избори во Република Македонија. На тие избори, според анкетите како што сега, ако не дојде до едно, ајде да речеме, тотално вртење, тотално преорување на јавната сферска граѓаните, би победиле сегашните политички структури. Што според вас може да се случи? Знаете што, секако нема да се случи ништо, нити географија ќе се смени, Македонија ќе биде тука кај што е. Меѓутоа има нешто што најверојатно ќе се случи. Ќе станеме држава кај што апсолутно ќе надвладее стравот. Ма тој е присутен и секој пора. Види, меѓутоа тој е присутен. Меѓутоа, кога веќе и градиш држава, базиран на стравот, не на слободата, не на тоа, не на умот, него на заробениот ум. Стравот и послушноста. Стравот кој што и вие после тоа ќе створите една држава кај што ќе живеат само тие што нема кај да бегаат. И што се исплашени да заминат. И што се исплашени. Не, само што нема кај да заминат. Видите, господин Ким, излагат опозицијата на пресконференции дека не знам и на семафорите се стават камерчиња мали кај што ве снимат и така натаму и така натаму. Имате зголемување на рейтинг.
или на гласачи на ВМРО-ДПМН. Веќе тие луѓе кои им кажувате дека и на камерите, односно и на семафорите стават камери, прво што велат, па и тамо кај што гласа може ставаат камера. Па може ќе ме видат за кого гласам и како гласам. Видете, мене воопшто не ми пречи кога тој мојот соселанец, кога тој мојот соселанец што е вреден, што работи, произведува, живе од своја пот, не знае овие нешта да ги регистрира. Меѓутоа, мене ми е голем проблем кога тие што се прогласени као некоја елита, кај што имате вие, например, севкупно 4000 професори, ова не го регистрираат и не им пречи. Тоа веќе е тоталниот пораз, кога имате вие 2000, не знам колку новинари ги има Македонија званица, сигурно. Ние имаме две асоциации, па ние не сме кога вие дозволувате, ви велам, да столбови на твојата држава бидат јадибурековци и не знам кои. И никој не реаги. И тука дури се чувствуваат почестени професори кога одат да разговарат, да дебатираат. Не само што тоа. Видите, и тука ви е се јасно. И на другата страна се обидувате да направите пандан на тие луѓе. Значи, сакате да освоите власта, бидејќи сте незадоволни. Културен настан на Македонија и на јадибурек. Стратешки емисии се оние, не знам кои, полноќни некои, кај што оди. Премиерот на твојата земја се чувствува почестен кога седнува и дебатира во таква емисија. Последен пат дошол октомври 2000-та година. И тука не е проблем вие да го мерите умот што ја води таа држава. Усвари, не е проблем да сватите дека тука безумието владее. И тука вие едино може да обстанете, едино ако се збогувате со вашиот ум. Зошто по втор пат како слон во порцеланска продавница, ВМРО-ДПМН е фатен во вакви политички афери со масовно прислушкување на политичките опоненти, на припадниците на својата политичка структура и на граѓаните на Република Македонија? Зошто по втор пат на ВМРО-ДПМН му се случува еден ваков карамбол, една ваква несмасност и едно вакво газење на демократските принципи во Република Македонија на македонската политичка сцена? Слушнате снимките, ги слушнавте ги? Ги слушнав, да. Ама интересен е оној разговор помеѓу Зоран Ставревски и Гордан Јанкуловска. Така, од душа. Од душа разговор што се вели. Си каже све што лежи. Значи, видите, малку... јас сум, да, безбедњак, ама тие ми се морбидни малце работи да ги слушате, друго е да добивате стенограмски документи и така натаму. Му делува малце, знаете. Тие се пак односи приватни, не сакам да ги и службено приватни да ги коментирам. Овој процес, ова власт е у фаза на заминување. Дали ќе случи за 3, за 6, за 3 години, не знам. Ќе се случи. Проблемот е некои процеси кои треба да ги исканализираме за тој што ќе дојде на нивно место. Знаете, мене често ми го поставуваат едно прашање, тоа основано. Така кога зборуваме, кога почнуваме посебно на таа тема македонци албанци, кај што сите ние нормално не ја признам логиката на добри и лоши народи. Никогаш не сум ја прифатил, но окей, тука и кога не сакаш по професија се сведуваат на албанец. И често знаат да ми го постават тоа логично прашање и точно прашање дека па окей, па ете и во Албанија ова го има. И јас ги соочувам со една вистина. Знаете што? Во Албанија и тој што е, да речеме, корумпиран политичар е паметен. Дипломирал во Кембридж. И вие се може да му негирате, да му кажете дека е корумпиран, нечесен, дека лаже. Меѓутоа не може да му речете дека не е паметен. Сивито не може да му тука кај нас, велам, знаете во што е проблемот? Јас дори некојаш би прифатил сварно да ме изманипулира, ама паметен политичар. Викам, погледнете ги овие, погледнете ги први на фаца. Не знаат фризура да намесат, да речем. И погледнете, велам, дали има мисла во тоа што го зборуваат. Во реченица од 20 збора нема никаква мисла. И сега ти тој го поддржуваш. И мене ми е многу лесно да се утешам некојаш, кога би живел, да речем, пазете, Еди Рама е ненадмирлив како оратор. Сварно, вие понекогаш и дури кога не се слагате со него, седнувате и ви е милина да го слушате. А тука нема што да слушате. Тука слушате само шумолење, нешто таму прчи. А не знаете што е.
би излегува министер за образование, би излегува председателот на ДУИ, вели НАТО и Европска Унија. Нашите западни пријатели. Чекај бе, че сме вршени анализи на ова што се случува. Абе не си ти за анализи. Ти си да спроведуваш закон и устав на земја. Анализи ќе правиме ние, има институции. Што? Таму беше последната изјава. Внимателно ќе ги следат, ќе извршат анализи на ситуација. Американски амбасадор да И ти мислиш дека тој е представник на Бан Ки Мун и сега му јавиле од Њу Јорк и му рекле, пазете, седнете ви од ДУИ и направите озбилни анализи и спратете ни ги да сватиме што се случи. И внимавајте сега, вие го слушате ова и глумите дека не сваќате во чии раце сте. Спомнавте Кембридж и дипломи од Кембридж. Наши политичари тешко ќе се школуваат во Кембридж, но може да ангажираат барем едно 4-5 историчари овде во Република Македонија кои ќе докажат дека во Прилеп или во некои други македонски градови уште пред Кембридж има отворено универзитетски центри. Видете, јас дури имав и еден напис со наслов "Доста докториравме, дај малку да учиме". Ние догуравме до тоа, девалвиравме се, а во едно општество, запамтете го тоа, кај што се девалвира образованието, вие ја девалвирате иднината на тој народ, вие ја жртвувате иднината на тој народ. Внимајте што се случува. Кај нас е полесно да станеш доктор на науки од тоа што аутомеханичар. И мене ми е страв дека некој на запад ќе мисли дека стварно толку сме образовани, толку сме учени, ќе дојат и ќе ни земат сите овие доктори на науки, сакат чест на поединци и ќе ги одведе по нивните центри и тие не ќе знаат да се вратат дома. До тука оди нивната ука. Вие во таквото друштво, во такво општество, кај што девалвирате се, апсолутно ви се случува ова што ви се случува. Во моментот, ни тие што се прислушкувани потврдуваат, ни државата се произнесува. Имам изјава на премиерот кој вели, сум бил уценуван да направам техничка влада, имало обид за државен удар, односно за пуч. Дел од тие информации се точни, делумно некои од нив се полуточни. Некои се неточни. И некои се неточни. Тоа има еден исказ. И имаме исказ на Зоран Заев кој го потврдува или ја потврдува веродостојноста на писменцето со Верушевски. Тоа се трите факти кои се во моментот на маса. Се друго е во сферата на шпекулација. Можно ли е ВМРО ДПМН два пати во рок од 15 години вака да е инфлагранти фатена во прислушкување? Два пати. Тоа е клучната. И два пати да се сомничи еден исти човек Верушевски. Видите, ако значи сега хипотетички мора да зборуваме, ако се снимките од МВР, така, тоа ќе имаме реплај, истата приказна. Мислам дека начинот на функционирање на СДСМ во опозиција е ваков. Ако нема начин за никако да може да влијаат врз падот условно на некоја влада, тогаш превземат вакви нестандардно демократски средства. Тука некаде е крајот на нашата емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот.
Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил актив. Клинички испитан производ. Изворска. Во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска. Од кожувчанка. Ова беше емисијата во Центар сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов,